Добро вечер, почитувани. 20 часот и 30 минути, термин е резервиран за уште една нова дебата на телевизија Нова. Последниве 2 месеци економските теми паднаа во семка од политиката, па вечерва ќе се обидеме повторно да актуализираме дел од прашањата кои ги засега поголемиот дел од граѓаните, а тоа се парите или висината на платите, вработувањата или пазарот на труд, инвестициите, или вложувањата од страна на бизнисмените. Вечерва мои гости се Слободанка Алексовска од Агенцијата за вработување, поточно раководител на Центарот за вработување Скопје, универзитетскиот професор доктор Сашо Хожукаров и универзитетскиот професор по трудово и социјално право доцент доктор Лазар Јоевски. Ви благодарам за гостувањето и по поканата која ја прифативте за да бидете дел од оваа дебата на телевизија Нова. Првото прашање е за дамата. Над 4000 ново отворени работни места со Македонија вработува 2. Учество зема во овој проект околу 3000 фирми досега. Реални се и очекувани ли се овие резултати со оглед на фактот дека Македонија вработува 1, вработи 20.000 лица во околу 10.000 компании? Бројките говорат многу повеќе од она што се јас би го објаснила, но на кратко би сакала да дадам едно образложување. Проектот Македонија вработува 2 е всушност продолжена рака на проектот Македонија вработува 1, кој што е беше проопширен проект, проширен на првата законска можност за вработување на млади лица до 29 години, каде што работодавачите беа ослободени од плаќање на социјални придонеси и персонален данок на доход. Овој проект е многу позитивно прифатен од работодавачите. Истите ја користат секојдневна можност и вработуваат многу лица од различни возрастни категории. Со првиот проект интенцијата беше да им се овозможи на работодавачите да абсорбираат или отворат повеќе работни места за млади лица до 29 години, што при тоа тие правија интерес и за вработување покрај на овие млади лица до 29 години на невработени лица и од други возрастни категории. Па затоа и се појави потребата од носење на новата законска можност, а тоа е Македонија вработува 1, која што реализираше, односно отвори над 18.909 вработувања кај вкупно 10.140 компании. Самите бројки покажуваат дека проектите или законската можност се успешни, па на барање на големо барање на работодавачите да ја повторно користат оваа можност по нејзино завршување. Владата Република Македонија имаше слух и ценејќи ги нивните потреби, односно потребите на работодавачите, го продолжи проектот Македонија вработува 1 со носење на новата законска можност, а тоа е проектот Македонија вработува 2. Нормално изменет и дополнет во насока на полесен пристап кон мерката, подобри услови за нашите клиенти, работодавачите од една страна и невработените лица од друга страна, и за што е можно поголем број отварање на нови работни места. Веќе имаме над 4065 отворени нови работни места, кај вкупно над 3000 работодавачи, што значи дека продолжува успешноста на овој проект од негово прво иницирање па се уште со неговото траење, кој што и понатака продолжува. И сакам да напоменам дека ова се навистина ново отворени работни места, ги опфаќаат сите целни групи на невработени лица без разлика на возраста, националноста, образованието и останати критериуми, и навистина се отвараат нови работни места, при тоа работодавачите имаат материјална заштеда со тоа што се ослободени од плаќање на социјалните придонеси. Така, професоре, во време на криза, што политичка, што економска, стапката на невработеност во земјава падна на историско најниско ниво. Како земјава остана имуна на овие последици со оглед на фактот дека големи економии, многу постабилни и поразвиени држави има големи последици? Прво благодарам за поканата и чест ми е што сум гостин повторно во емисија на вашата поштовна телевизија. Постои еден израз во теоријата и во праксата: обем на производство е равно степен на вработеност на капацитетите. Јас тука би ја задржал мојата првична
пенетрациона тема на вашиот повик. Прашањето е за проекциите кои што ги има и економската политика, читате Народната банка, односно владата, врзани за стапката на пораст на бруто домашниот производ, кој што е базиран на неколку сегменти. Да ги повториме или да не, тоа е обемот или висината, нивото, вредноста на производството, зголемено за извозот за производството, зголемено за инвестициите, зголемено за штедењето и зголеменото за девизните дознаки од странство. На тој дел треба да го насочуваме и реалноста на проекциите на економскиот раст, за да можеме нормално да го зголемуваме и делот врзан за зголемувањето на вработеност. Ценам дека на овој дел проекциите се врзани за вработеноста, ги остваруваат своите цели. Дури и определени проекти кои што и за мене како професори врзан за макроекономските анализи беа позитивно изненадувачки. Морам да кажам дека се одржува и по праксите во целиот свет, а од друга страна и по нашата реална пракса во изминатите 6, 7, 8 години врзана за димензијата на проекциите за креирање на зголемување на вработеност. Како што кажа колешката Алексовска, прашањето не е на вработување во латерални области. Прашањето е пред се во производните области. Така, професоре Јовевски, стапката на невработеност е намалена, значи има повеќе вработени лица, со тоа е и зголемена потрошувачката на граѓаните. Колку сега се чувствува поголем или зголемен стандард на граѓаните или за тоа е потребно повеќе време? Благодарам исто така на поканата, што сум прв пат во вашата емисија. Самото намалување на невработеноста продуцира изголемување на куповната моќ на граѓаните. Меѓутоа, има еден интересен феномен кој што го прати процесот и циклусот на намалување на невработеност и во Македонија, но и генерално во други земји во светот, а тоа е дека кога всушност се намалува невработеноста, од друга страна мора да се внимава на висината на нивото на платите, како се движат платите. Сметам дека навистина веќе созреваат условите во Македонија и веќе сме зрела економија која што ја помина онаа прва фаза на директно намалување на вработеноста и како основен или главен атрибут да се смета и работната сила која што е конкурентна во регионот па и пошироко. Таа конкурентност на работната сила во однос на цената колку би била платена работната сила во Македонија, веќе созрева во насока да може да се разговара полека но сигурно и за зголемување на платите. Така да, намалувањето на невработеноста треба да продолжи со оние сет на мерки кои што токму ги спомна и колешката од Агенцијата за вработување, а од друга страна да се работи и на идејата, односно на операционализација и практична примена на идејата за зголемување на платите на вработените, а сето тоа генерално ќе даде една видоизменета слика на територијата на Македонија, на економската територија на Македонија, ако може така да ја кажам, да навистина имаме еден продуктивен раст кој што се огледа и во статистичко намалување на вработеноста, но и во подобрување на животните услови и стандард на граѓаните. Да, првите прашања беа само загревање за оно што ќе разговараме денеска. Овде ќе го направиме првиот блок на реклами и се враќаме за некоја минута во студијата. Да, назад сме во студиото. Животниот стандард, висината на платите, инвестициите, со еден збор економијата, вечерва тема на отвореното студио на телевизија Нова. Алексовска, продолжуваме со вас. Најактивни се или најактуелни се мерките. Македонија вработува еден и Македонија вработува два како нејзино продолжување. Кои се останатите мерки каде што граѓаните може да аплицираат за ново работно место? Во моментов мерката Македонија вработува два или оваа законска можност е онаа која што работодавачите и невработените лица можат да искористат. Се очекува носење на нов оперативен план за 2017 година и за тоа е потребно што побрзо да се формира новата влада, каде што ќе може да се усвои овој оперативен план и да одиме понатака со реализација на
мерките за вработување и намалување на невработеноста, но во оваа прилика добро е и во овие услови да се потсетат работодавачите и невработените лица за проектот Македонија вработува 2, кој што, како што кажав, за прв пат ваква можност имаат работодавачите во Република Македонија и нормално единствениот се иницира за намалување на невработеност и отварање на нови работни места. Истиот опфаќа 5 категории. Во првата категорија се невработени лица, млади лица до 35 години, кои што се на оваа возраст и при тоа треба 3 месеци пред вработувањето со оваа мерка да бидат невработени и евидентирани во агенцијата, за да можат да се вработат со истата мерка, каде што работодавачот добива ослободување од плаќање на придонеси за едно вработување за едно лице во период од 3 години со обврска истото да го задржи на работа уште 1 година. Потоа втората категорија се невработени лица кои што се од 35 до 50 години и овие лица во последните 15 години потребно е максимум работно искуство да имале од 5 години или 5 години да биле во работен однос и пред вработувањето повторно 3 месеци да бидат евидентирани. Со тоа што тука работодавачот добива ослободување од плаќање на придонеси во период од 5 години и уште 1 година обврска да го задржи на работа, што се покажува дека кога подолг временски период еден работник е на работа, тој понатака ќе остане по истек на обврската или пак и да не биде истиот работник кога тоа работно место толку долго време е отворено и потребно кај работодавачот, истото нели ќе се задржи, односно ќе се надополни со друго лице доколку се замени работникот. Третата група се лица кои што се на возраст од над 50 години. И тука тие повторно треба 3 месеци да бидат евидентирани пред заснувањето на работен однос со оваа мерка во евиденција на агенцијата како активни баратели на работи. Тука работодавачот добива ослободување во период од 5 години без обврска понатака, нели лицето се задржи на работа по истекување на правото кое што го користи од оваа мерка. Четвртата група се однесува на лица кои што се над 58 години и тие се сметани или дека се можеби потешко вработливи и тука ослободувањето трае до нивното пензионирање и нормално понатака се заминуваат тие во пензија. И последната група, петата група е направена за лица кои што припаѓаат на одредени ранливи категории, каде што се самохрани родители, деца кои што имале статус до 18 годишна возраст на деца без родители и родителска грижа, жртви на семејно насилство и слично, професионални војници кои што согласно законот им престанал работниот однос во армијата на Република Македонија и овие лица исто така се опфатени како една целна група или последна категорија преку проектот Македонија вработува 2 се со цел да се поттикне нивното вработување и работодавачот нели да ги апсорбира и да отвори работни места за овие лица. Тука повторно ослободувањето е во период време траење од 5 години и невработениве лица, односно оние кои што припаѓаат на овие целни групи, треба минимум 3 месеци да бидат невработени пред нивното заснување на работен однос преку оваа мерка. Колку заштедува една компанија доколку на годишно ниво, доколку вработи? Една компанија, да, на годишно ниво со преку оваа можност за едно лице вработено заштедува околу 1500-1600 евра. Пари што треба се платат за придонеси, така? Да, всушност треба да се дадат кон фондовите за придонеси како цел вкупен социјален придонос и ослободувањето е во висина на просечната исплатена плата во Република Македонија согласно законот, со тоа што значи до оваа висина работодавачот е целосно ослободен од плаќање на социјалниот придонес, но доколку се исплати повисока плата, тогаш се плаќа само разликата во придонесите кое што се пресметува во декларацијата, да. Исто така може да се исплати и пониска плата, повторно целосно работодавачот е ослободен од плаќање на придонеси и при тоа добро е да се напомена дека работодавачите имаат обврска и право исто така да го заменат лицето доколку тоа не ги исполнува работните обврски или само сака нели да се замине. Во тој може ли случај тоа сакам да прашам, дали тоа може повторно да аплицира и да биде дел од Македонија вработува, или треба 3 месеци да поминат?
Во зависност од тоа која е причината поради која што престанал работниот однос, но сепак истиот работодавач, истото лице не може да биде вработено, но кај друг работодавач, доколку по негова вина не престанал работниот однос, во тој случај може да биде повторно нели превземен и вработен. А доколку е по негова вина? Исто така, Достојна тогаш работа, ќе не доаѓа на работа, не знам, не исполнува задачи. Во тој случај имаме ние за овие мерки и за оваа мерка и за други мерки забрана или на некој за воведување во евиденција од 1 година или на некој начин сакаме да ги заштитиме и работодавачите за работниците кои што одат кои што ги земаат кај себе да не бидат нели комотни и да не извршуваат нели работни задачи, така двете страни да сакаме да ги заштитиме и работодавачот има 30 дена за да го замени работникот, што е вака доволен период за да ние му најдеме работник од истата целна група или тој сам да се најде или вработен кој што ќе го замени со оно лице кој што ќе замине од работното место, се со цел да си го задржи правото и да ги исполни обврските. Многу работни места досега преку меркава се отворени, но нормално борбата за што повеќе работни места да се отворат продолжува. Така, професор Кожухаров, каква е состојбата во приватниот сектор? Каква е ликвидноста на фирмите? Имате ли информации? Па, секако. Јас само да малку континуитет на колешката да продолжам. Иако наведум мерките за вработување, 1, 2, ценам дека ќе има и 3, понатаму и така натаму и така натаму, повторно во функција пред се налекуваат на социјални мерки. Морам да укажам дека тие се базирани на економски параметри, значи издржани се. Не се базирани на тавтологија или на определени други активности. Се е базирано на економски фундаменти. Како? Да. И во моите дела што ги учам и студентите, а и во праксата, пред се американската, од која што во главном копираме. Европската, иако се залагаме за европски интеграции, сепак е во втор план, базираме пред се. Посимпатична ни е американската. Па поприменлива и се применува. Вработување во продуктивното, производниот сектор на еден вработен генерира вработување на 8 други вработени. Продуктивниот сектор генерира вработување во образование, во социјална заштита, во здравство, во школство, во транспорт, во хигиена, во финансиски работи. Ова е докажано во Америка. Еве, кај нас, со сите лимитирања или констренци, што ги нарекуваме ние вака посовремено, нека биде тоа 1:6. Токму тука е генерирањето и затоа се продолжува број 1, број 2 и така натаму, не случајно наведов. Значи, не смееме да гледаме, и токму тука е шармот, суштината на овие мерки кои што се применуваат. Од 30 и кусур, скоро 40%, не паднавме, успеавме целата држава да ја симнеме, да го зголемиме вработувањето, не да намалиме невработеноста. Јас тука би пледирал така и да се изразуваме. Вработеноста е зголемена и тоа на база на верижни индекси, а не на базични индекси. Година за година ние ја намалуваме. Бројот на пензионери го земаме во предвид, да не ги замараме вашите гледачи, нашите гледачи со параметрите кои се користат при пресметување. Значи не е исто да ја земеш за база 2005 и 2015. 2016 за база има 2015, 2015 има за база 2014 и така натаму и така натаму. Прашањето да се вратиме на приватниот сектор. Искористувајќи ги позитивностите на мерките кои што се прокламираат и кои што се применуваат. Иако колегата Јовевски е нели во област професор во областа на трудовото право, искористувајќи го пак мојот дел, односно така наречено автономно финансирање. Автономно финансирање за закаснување во исплата на обврските кон доверителите, кои што во Македонија не само во приватниот сектор, туку и во државниот сектор, да не се навредат во наводници и ЕЛЕМ и да не набројам други компании. Иако прокламираната динамика на плаќање на обврските или фактурирана постаро кажано е 15 до 30 дена, доаѓа до лидлек за останување во исплатата. Тоа се нарекува автономно финансирање. Јас ги користам средствата на други. Нека ми извинат и приватниот сектор, бидејќи според статистиките поголем дел во Македонија е во приватен сектор на целокупните стопански субјекти. И овој дел влијае. Ние планираме да финансираме со туѓи средства определени наши активности. Не дека има евазија, избегнување на плаќање на обврските. Претходно колешката што спомна пресметките за исплатата на плати над пропишаните се плаќа само на тој дел кон управата за јавни приходи согласно пресметките кои се прават. Истото се случува во сите сегменти.
Казнените средства не доаѓаат често до израз. Читите казнени камати или притужби или како веќе македонски пролонгирање или пријавување за плаќање на определени давачки. Меѓутоа мислам дека приватниот сектор во голема мерка ги искористува мерките за вработување. Тука зборувам за продуктивните вработувања. И тука мислам дека е таргетот или целта која што треба и понатаму да продолжи. Така, Тука не постојат казнени само стапки камати, да кажеме, ке придонесите во случај на губење на правото или затварање на работното место, работодавачот има само обврска да ги врати социјалните придонеси кон фондовите за оној период и онолку колку што бил ослободен. Значи тоа е вака една олеснителна. Така, да, само нема никакви камати, никакви казни, сакам да кажам, и тоа е една олеснителна околност каде што се создава па и поблиска соработка нели со бизнис секторот и се остварува поголема доверба кон институциите и нормално се охрабруваат полесно да ги користат мерките. Професоре, низа законски решенија се донесоа. Закон за мобинг, минимална плата, регрес за годишен одмор, колективни договори и слично. Колку овие закони или законски решенија го подобрија статусот на работникот? Дозволете пред да ви одговорам на прашањето, само еве јас накратко да се надоврзам на претходната дискусија. Сосема би се сложил со колегата Кожухаров во смисла да зборуваме за реално вработување. Значи, невработеноста се намалува, не статистички заради одлив на работна сила или одредени демографски движења во земјата, секако и тие влијат, меѓутоа ние имаме реално вработување, тоа е многу важно и затоа токму тоа што го зборувавте претходно, има еден домино ефект и тоа што го кажа колегата дека на едно вработување потоа имплицира и отвара уште неколку нови, согласно американските искуства и статистики, они се доста емпиричари, навистина сите процеси низ емпирија и низ статистика ги проверуваат, така да нема зашто да не веруваме, а тоа го гледаме и ние. И во многу прилики го говорам тоа дека навистина понекогаш изгледа нелогично, но и покрај сите проблеми и искушенија со кои што се соочуваме како општество во изминатиот период, невработеноста продолжува да паѓа и во однос на последниот квартал во минатата година навистина имаме и драстично намалување на невработеноста, но и економски раст кој што е поголем од, да речеме, почетокот на минатата година. Што се однесува до законските решенија, навистина сметам дека се направи еден исчекор, нормативен, правен исчекор, законски исчекор изминативе години. Овие закони кои што ги набројавте, значи законот за минимална плата, понатаму колективните договори, нели, кои што се така законот за заштита од вознемирување на работно место или мобинг и се други закони кои што се носеа не во една година, но во еден процес, во еден циклус, навистина направија едно поместување генерално во трудовото право. Ние тоа кој што го проучуваме трудовото право и од научен аспект, а секако имајќи ги во предвид практичните импликации, забележуваме дека тоа што го говоревме претходно и за што се залагавме како луѓе кои што ги проучуваат феномените во трудот и трудовите односи, навистина сега го гледаме во пракса. Законско решение генерално не може да биде идеално. Да не се залажуваме, тоа секако и во наши прилики не може да кажеме дека законите се идеални, меѓутоа ние стремиме кон идеален закон кој што би бил во смисла на практична примена, кој што би можел практично се примене во дадено време, во дадени околности, на даден простор, во дадено општество. Во македонски услови, дефинитивно донесувањето на законот за минимална плата е еден исчекор напред. Може би некој не би се сложил, но јас ќе дадам еден клучен аргумент зошто сметам така. Минималната плата предходно, пред донесување на законот, а секако и денес, може да се уреди, односно да се предвиди со колективните договори. Меѓутоа, практичното искуство покажа дека во колективното преговарање минималната плата
многу ретко, речиси никогаш не се предвидуваше на различните нивоа на колективни преговори и исклучување на различните колективни договори, почнувајќи од општите колективни договори, гранските, па потоа и до оние на компанија, односно на ниво на работодавач. И тука доаѓавме до една ситуација да во пракса всушност имаме еден диверзитет, една различност во однос на тоа во кои сектори, во кои компании, како и колку се дава таа некоја минимална плата. Некој смета на времето, се сеќавам, не пред многу години, дека 4-5 илјади е доволно, 6 илјади и така натаму, меѓутоа сепак сега со законот за минимална плата се направи еден исчекор напред на една унифицираност на целата територија на Република Македонија, се земе дека да речеме 10.000 кој што е во моментот од прилика, е еден минимално давање како плата која што мора секој работодавач да го обезбеди. Дали е тоа доволно или не, сега тоа е прашање на нели друга и подлабока анализа, секако кога ги зимаме предвид сите трошоци на живот кои што ги имаме, треба и потребно е да разговараме и за во иднина да имаме една прогресивна стапка која што таа минимална плата континуирано ќе зголемува, што всушност и мислам дека ќе се случува во изминатите години, имајќи во предвид законските решенија. Токму во таа насока одат. Да. Што најмногу се бара на пазарот на труд? Имаме дефицитарни професии? Да, секогаш нели има, во зависност од потребите на работодавачите. Во моментов, во согласно системот на Агенцијата за вработување, имаме слободни над 6.000 работни места или толку објавени јавни огласи за слободни работни позиции. Ги имаме од различни сектори, различни дејности, значи се е опфатено. Имаме различни профили на работници кои што се барат со различни компетенции. Тоа е достапно јавно на нашата веб страна, може секој да го види, да го отвори и директно да аплицира. Најмногу отворени работни огласи согласно системот, односно согласно сега објавените, се работни места во дејноста услуги, угостителство, производство, здравство, исто така градежништво и нормално IT секторот. Согласно нашата анализа, односно анализата која што секоја година Агенцијата за вработување ја изготвува, има обврска да се изготви за сопствени потреби, кои се оние дефицитарни занимања за кои што понатака ние пак креираме и обуки, и кои се оние работни места за кои што работодавачот најмногу ќе отвара работни позиции. Податоците велат дека во област, односно во доменот на лица невработени лица кои што имаат високо образование, најмногу ќе се бараат инженери на софтвер, различни инженери, информатичари, систем администратори, значи се она кој што е поврзано со некакви производствени процеси или IT секторот. Исто така со средно образование, повторно вие стручни профили на лица ги бараат компаниите, се отвараат такви работни места, но тука со средно и потоа повлекува и со ниско образование, се бараат исто така и многу келнари, шивачи, готвачи, сите оние услужни дејности, но исто така не се заборавени правниците и економистите, со генерираат слободни работни места за сите образовни профили. И тука би сакала да малку објаснам зошто всушност овие стручни, средни и високо образовни профили на невработени лица повеќе се барат или повеќе имаме отворени вакви работни места и немаме доволен број на работници или квалитетните се абсорбирани или не успеале да стекнат доволно работно искуство нели за да бидат конкурентни. Тоа е така поради големиот и брзиот интензитет на отварање на странски инвестиции во Република Македонија и со нивното отварање всушност се привлекуваат, односно се отвараат многу директни вработувања во производствените сектори, бидејќи сите овие светски компании вообичаено имаат некакви производствени процеси нели во самите нивни компании и затоа бараат луѓе од овој профил. А додека пак пазарот на труд не може со токав брз интензитет да креира нели млади кадри, па затоа на краток рок Агенцијата за вработување пласира обуки со кои што се врши доквалификација или преквалификација на невработените лица, а нормално на долг рок целата образовна политика која што има владата е всушност на насочување на младите лица кон овие средни, стручни или високо образовни установи и институции. И досега има можност пракса
во странските инвестиции? Да, сите мерки кои што ги спроведува агенцијата, вклучувајќи и праксата, и обука на работно место, и обука кај познат работодавач и така натаму, кои што се поврзани сега нели со ова што го говориме, може да ги користат како домашните, така и странските компании, имаат право и нас во мерките ни учествуваат доста и од странските компании и кај себе на пракса и вработуваат лица и одзимаат на пракса и вработуваат лица со мерките и досега преку со носење на овие странски светски компании се отворени директни над 18.000 работни места, а исто така имаме и директно отварање на работни места, како и останати економски нели бенефити од привлекување и носење на странски инвестиции. Така, Жукаров, раст има, ги спомнавме слободните зони каде што се сместени компаниите со странски капитал и таму има раст на вработувањата од страна на странските бизнисмени. Ова за опозицијата е поради фактот како што велат од ниските плати што ги даваат странските бизнисмени во земјава, пак власта е наставили со контрааргументи дека станува збор за кадар кој што е квалификуван, кој добива или заработува солидни плати веќе кај странските инвеститори. Ме иницииравте, а и колешката со излагањето за можностите или креацијата на преквалификација или форсирање на определени струки кои што се пропулзивни, носечки, кои што можат да генерираат и понатамошен развој и на вработувањето. Јас не употребувам да прости колегата Јовески невработеност. Базиран, ќе го спомнам само, бидејќи славев Мелани 25 години, првиот премиер на Македонија и мој професор, поштованиот академик Клюсев. Тој кажуваше што е инвестиција, да. Тоа е цена на едно лишување во однос на вредноста на очекуваната надеж. Јас тоа би го поразил со ризиците. Ризиците во работењето е врзано за ова, да кажеме, наративно прикажување, малку поетско, економски објаснување. Ризиците се можност за повраток на вложувањата кои што ги имате. Инвестициите не се трошење. Тие се вложување со повраток базиран на генерирање на профит, на повраток или на подолг рок. Ризиците можат да бидат економски ризик, државен ризик или ризик за експроприација. Ево, што направи Венецуела пред неколку години? Ги експроприраше нафтените компании, рудниците, сите странски инвестиции. Потоа ризик на кредитирање за повраток доколку се финансира нешто со вложување преку кредитни линии од странство, како што е кај нас, да кажеме, финансирање на инфраструктурата, патиштата и така натаму. И репутацијскиот ризик. Исто така за вложувањата делува и критериумите на рейтингот на нашата држава, а и Фич да го спомнам, и ако постојат и други институции меѓународни, високо ценети кои се признаваат од секаде, не може никој да ги негира овие рейтинзи и секако вложувањата, да се вратиме кај вас за висината на исплатените надокнади на вработените. Фактот дека странските инвестиции кај нас или инвестиции, ако сакате, во слободни економски зони или joint venture инвестиции кои што така многу се пренебрегнуваат, меѓутоа јас не ги ставам во втор план. Joint venture се заеднички инвестиции со домашен и странски или повеќе странски партнери или повеќе домашни со еден или со повеќе странски партнери се вложува во трудоинтензивните области. Не знам дали знаете фирмата Джонсон Мети пошто е позната. Кога е основана и каде е основана? Мало само дигресија од ова. Во 1850 до 1860 основа, не ме земете збор да не промашам. Е основана во областа на тешката индустрија, металургија и развој на областа врзана за производство на шински возила и така натаму. За да се трансформира, гледаме и самите со вложувањата кај нас после 150, 60, не можам да кажам точно години, меѓутоа гледате како и тие најголеми компании кои се гиганти во светски рамки, кои се почитувани не само кај нас, зборувам, не само во Англија, каде што е базичното, туку се мултинационални и интеграцијски компании кои што во себе цицуваат или како да кажем, вбризгуваат идеи и ги применуваат понатаму. Според мене надокнадата е сосема реално и издржана, бидејќи кажам, повторно вложуваме во трудоинтензивни дејности. Ако треба да објаснам, ќе објаснам што е. Во структура на производствена цена или цена на создавање, на сочинување на 1 киловат електрична енергија. Малку повеќе го имам третирано тој дел во случајот.
95% учествува амортизација или 92% амортизација како трошок на градежните објекти, на надокнада на замената на турбините, за хидроцентрала зборам сега, не зборам за термоцентрала. А само 5% учествуваат плати на вработените, услуги за ситни поправки, определени договорни законски обврски ги викаме ние вака почесто и останува, значи, платите на вработените многу малку учествуваат. Додека кај трудоинтензивните дејности, на пример, не ме сватете погрешно, ќе симплифицирам. Еден дел од сигурносните белтови, сигурносните појаси, така? За авионска индустрија, за автоиндустрија, содржи во себе многу малку вредност на материјалот. Полиакрил или не, да не зборам сега, а многу повеќе учествува живиот труд. Меѓутоа во вкупната цена која што е конкурентна на пазарот, зборим и за домашните, како што спомна колешката претходно, и за домашните компании, не само за странските, структурата е поставена многу децидно и многу издржано. Професор, едно слушно прашање и за вас. Ајде. Сакала да додадам дека политиката на привлекување на странски инвестиции не е позната за СДСМ и они најверојатно за тоа и толку ја критикуваат и наоѓаат некаков начин за сето тоа се прикаже во негативна смисла, па можеби преку ниските плати. Добро знаеме дека привлекувањето на странски инвестиции е познато само за граѓаните во време на ВМРО ДПМН, кое што отвори 14 слободни развојни индустријски зони на територија на Република Македонија, во општините и надвор од општините. Нормално, како што кажав, тие отвори 18.000 директни вработувања и индиректни. Бенефитот економски исто така за сите голем, но за опозицијата тоа е некако непознато. Тие не привлекува ни една странска инвестиција во нивно владење. Нормално излажа дека ќе донесат, како што е примерот во општина Струмица со ливадата Сачево, кога Зоран Заев рече дека ќе донесе 300 компании, ќе вработи 3000 лица во овие компании, но нормално ветено излажано остана и поради тоа во општина Струмица, која што е раководена од опозицијата, единствена странска инвестиција која што е донесена од ВМРО ДПМН и тоа е автомобилската компанија Johnson Controls, повторно ќе се навратиме, каде што во моментов има над 460 вработени лица и се планира да достигне над 1500 лица вработувањето во оваа компанија, што значи дека критикувањата се неосновани. Кога нешто не реализираш, не правиш и ти смета дека другиот уствари реализира, отвара слободни работни места, дава екзистенција на фамилии, нормално ќе ја критикуваш. Така. Да се вратиме со стручното прашање кое што го има Хиловски за вас. Имаме голем број на дали имаме доволен број на работни места за овие странски инвестиции? Дали имаме капацитет да правиме ваков кадар или е потребна поголема соработка помеѓу Агенцијата за вработување, образовните институции, бизнис секторот? Мислам дека колешката од агенцијата веќе го начна ова прашање кога зборуваше во претходното излагање околу обуките кои што се прават за лицата. Се менува структурата на пазарот на трудот, дефинитивно е тоа, и тоа е инспирирано токму од овие инвестиции кои што сега пред малку ги дискутираме. И сето тоа имплицира еден поинаков приод, една поинакви потреби и нормално одговор на самата држава преку образовниот систем на овие нови потреби. Колешката ја спомна IT индустријата, значи која што има брз раст во Македонија и не може рековте да ги дури надомести оние потреби кои што во моментот и се јавуваат. Да, тоа е моментална ситуација. Меѓутоа, нели, сепак треба да бидеме внимателни да тој раст како ќе оди, да не премногу сега нагласиме во делот на образовниот систем, па да потоа продуцираме зголемување на работна сила која што повторно би била невработена. Навистина, балансирањето на образовниот систем согласно потребите на пазарот на труд треба да биде многу внимателно спроведено. Всушност, токму овие обуки кои што се вршат не се непознати и тоа е дел од концептот на доживотно учење, long life learning, познати во рамките на Европската унија и во рамките на меѓународната заедница, секако применлив и веќе се применува и кај нас. Токму аспектите на преквалификација, доквалификација би можеле и на краток рок да дадат одговор на одредени потреби, адхок потреби на
бизнис секторот. Многу е важно, токму како што напоменавте, да сите три чинители во општеството да бидат да работат заедно за да се надмине овој проблем, а тоа е бизнис заедницата да ги детектира своите потреби и да каже што е тоа кое што е потребно за нив и во која насока ќе се развиваат нивните потреби во иднина, да речеме на краткорочен и дългорочен план. Понатаму државата преку Агенцијата за вработување, но и останатите институции да и правно, но и визионерски ги прати тие потреби. Секако, од друга страна, ние во делот на образовниот процес да ги детектираме овие потреби и да бидеме спремни да одговориме на нив. Всушност, на крајот, целиот образовен систем, ако паметно се планира, тој треба секогаш да оди во насока да одговара на потребите за вработување, односно на економијата. Образованието во себе ја има таа духовна компонента, човек да се наобрази, да биде продуховен, да ги разбира работите, да се надгради себе си како личност. Меѓутоа, сето тоа мора да биде на крајот ефектуирано и со негова конкурентност, зборам на лицето кој ќе заврши студии, да знае каде е он на пазарот на трудот. Каде му е место, колку брзо може да се вработи, дали тоа што го учел е ефективно спроводливо во пракса или ќе треба да чека 10 на 15 години во струката да се вработи. Тоа е многу важно, затоа што ако ја промашиме тука работата, создаваме проблеми во повеќе аспекти, не се само економските и онија пазар на труд. Повторно имаме моментот на нереализираност на личност, фрустрација, незадоволство, ќе каже некој учам, а не можам да ја работам работата. Значи, мора да бидеме многу внимателни како општество, генерално, за да овие феномени навистина ги насочуваме во вистински правец. Техничките факултети после изгледа дека стануваат се поатрактивни за младите. Дали треба поголема реклама за насочување на младите кон техничките струки, бидејќи ги спомнавте IT технологиите се професии кои што и нудат највисоки плати? Па да, нудат највисоки плати, тоа е генерално не само во Македонија, не туку и во светски тренд, да. Меѓутоа, сметам дека тоа е мој личен увид дека во моментов Македонија образовно ги задоволува потребите на пазарот на труд во Македонија, па можеби и малку пошироко. Само понекогаш треба малку време за да оној проста репродукција за да дојде до кадарот да излезе како остручен од самите образовни институции. Секако оваа сфера, IT технологијата, навистина во себе бара покрај образовните аспекти кои што се теоретски и доста практични елементи, значи разбирање на феномените внатре, во самото работење, така да би требало во тој дел да се развива креативноста кај младите луѓе, слободата, не само во IT. Ја би кажал и секаде, иако доаѓаме од правниот факултет, би кажал дека и во општествените науки, во правото и во економијата треба да ги развиваме оние предприемачки елементи кај индивидуите, кај колегите, кај студентите и секако праксата е клучна за да можат они да потоа бидат спремни и сигурни кога ќе излезат на пазарот на труд, да знаат дека имаат знаење и вештини кои што ќе можат да го применат во пракса. Алексос, ова намалување на невработеноста според опозицијата нема да издржи на долг рок. Имавте ли некогаш некаква соработка, некакви идеи да ви достават од страна на опозицијата, некакви податоци, соработка некаква или бидејќи не е само за обвинување, него ето да бидеме конструктивни. Видете, лажните нивни обвинувања и неподавањето на рака, само неконструктивно обвинување или лажно ветување, го казнија граѓаните и на последните избори на 11 декември. Граѓаните препозна реалната понуда која што им се нуди и ги препознаа политичарите кои што од една страна ветуваат, но реализираат, и од друга страна политичар кој што ветува, но не реализира. Или јас можам се што вие сакате да ви кажам, да слушнете убаво, да го спакувам, но тоа ако не е применливо и не може да се оствари и не го реализирам, вие нормално нема да ме гласате.
Затоа над повеќе од 455.000 граѓани ја дадоа поддршката за ВМРО ДПМН и реализација на програмата Ветено, каде што имаме еден куп низа на програми и мерки за вработување и намалување на невработеноста и помагање нормално на домашните компании, привлекување на странски инвестиции. Она со што граѓаните го препозна и не дозволија повторно да бидат прелажани, како на 15 септември знаеме 2002 година, кога Заев и Шекеринска ветија по едно вработување во секое семејство, но наместо тоа го доживеа спротивното. 200.000 работници беа отпуштени од работа и повеќе од 684 фабрики беа затворени. Имавме понижени работници, граѓани без средства за основна екзистенција, семејства без пари за школување на своите деца и така натаму. Значи, тоа е она што опозицијата може да се пофали и да го понуди и високата стапка на невработеност од 38%. А наспроти сето тоа кое што го нуди и не е издржано, уште и критикува. Што критикува? Ниска стапка на невработеност, рекордно најниска која оствари ВМРО ДПМН од 24% или 23,4% согласно последниот квартал во Државниот завод за статистика, или пак ново отворените 160.000 работни места во услови на политичка меѓународна криза, или 39.000 работни места отворени нови во услови на домашна политичка криза. Или само со оперативниот план за 2016 година опфатени се над 13.500 учесници, во кои што се вклучени над 8.700 директни вработувања. Или како што кажавме со последниот проект Македонија вработува 1 и 2, мислам, вкупно околу 23.000 еве да ги заокружиме вработувања досега. Сепак, овие бројки податоци не може некој да ги заокружи или да не бидат реални, тие постојат, достапни се и резултатите се навистина видливи. Би сакала вака да направиме на паралела во Агенцијата за вработување, каде што јас работам, еден историски приказ кој што постои многу одамна, уште од 1945 година, кога била служба за вработување, па понатака нели во Завод за вработување во 1960, па суставот 1977 СИС за вработување, во 2004 година се преименува називот Завод за вработување во Агенција за вработување и Бироата за вработување во Центри за вработување. Таа за прв пат својата примарна и суштинска улога, реално и вистински да вработува, ја добива во 2007 година. Кога прв пат се носат... На кој начин тогаш претходната власт ја намалуваше невработеност? Ако ВМРО иде со мерки, со вакви проекти за намалување на стапката на невработеност, како тогаш се намалуваше невработеност? Па тогаш невработеноста не се намалуваше. Беше рекордни 38%, како што кажав, се затвараа фабрики. Сега, во владење, во последниве 10 години, ние имаме позитивно придвижување на пазарот на трудот. Различни фактори влијаат на тоа, целокупната политика на владата предводена од ВМРО ДПМН влијае на намалување на невработеноста и воедно мерките и услугите кои што ги спроведува агенцијата. Од 2007 година до 2016 година, секоја година се носи оперативен план за вработување со мерки за вработување. До сега се опфатени над 100.000 учесници и се реализирани директни над 26.000 вработувања. Што значи дека ова навистина е еден голем број на вработувања кои што се отворени со овие мерки, кои што претходно не постоеле. Еве една паралела да се навратиме на последниве избори и ветувања. Во така наречената некаква програма за живот, ние имаме не цели неколку реченици околу некакви си мерки или можеби проекти, кои што всушност не се издржани, економски не се никако објаснети и веќе постојат. Значи, сепак се препишани. Например, ветуваат стартап, отварање на некакви стартап центри. Тие центри постојат. Ние ги поддржуваме компаниите, им помагаме административно, сметководствено, маркетинг и на секаков начин што можеме. Велат ќе вовеле некаква си пракса или обука за лицата кои што завршиле средно или високо образование. Па тоа постои 10 години. Ние преку мерката практиканство на 3000 лица веќе обучивме. Преку мерката обука за кај познат работодавач. Обука на работно место. Значи, сето тоа постои. Апсурдно е да ветувате нешто што веќе го има. Значи, само да препишете, меѓутоа да не го допишете. Исто така ветуваат
или пак предлагат се и критикувани од нивна точно страна. така за бизнисите со кои што вела дека ќе дадат кредитирање од 15.000 евра. Па ние веќе имаме мерка кредитирање со која што се отворија над 1500 нови работни места и се отворија над 4000 бизниси од лица кои што биле претходно невработени. И тука со измените во 2014 година на младите лица до 29 години не им се даваат само 15.000 евра. Тие се поддржани до 23.000 евра. Значи веќе оваа мерка постои, тоа во поголем износ, креирана, реално спроведена и применлива од ВМРО ДПМН. Значи, кога би се ставиле вака на една вага или тежина нивните неиздржани идеи и препишани и програмата реално од која што е огромна, издржана со економски параметри и предходно во континуитет и предходните програми кои што се ветени се реализирани, мислам дека навистина е апсурдно да се зборува за она дали е бројките и работите кои што сега ги реализираме се навистина точни и реални или само се фиктивни како што они ги критикуваат. Овде ќе направиме кратка пауза за вториот блок на реклами, се враќаме веднаш во студиото. Да, назад сме во студиото. Професоре Кожухаров, македонската економија потисната од политичката криза на крајот на годината испорача растот нешто повеќе од 2%. Домашните и меѓународните финансиски институции пооптимистични во очекувањата за оваа и следната година, каде што над 3,5% би бил економскиот раст. Кои се вашите очекувања? Во една предходно гостување во вашата почитувана телевизија имавме слично разгледување на проекциите со вице-премиерот за економски прашања и тогаш токму на оваа тема дискутиравме и мислам дека реализираниот пораст на или економски раст, односно раст на бруто домашниот производ од 2,7% согласно анализите на Народна банка, на кои што јас секогаш се базирам во моите да кажем проекции, не само анализи, туку и проекции, се реални. Потврда за тоа е високото ниво на меѓународните финансиски организации и институции, вклучително и банкарскиот сектор, како во Македонија, така и пошироко. И мислам дека и претходно во услови во наводници големата економска криза 2007 до 2009 реално се справи како економската власт, така и монетарната власт, така и целокупното водење на државата со овие кризи, како бидејќи таа беше индуцирана повеќе и од обкружувањето, меѓутоа имаше и домашен фактор. Так. Да кажем, сега ни е малку пореално да ги согледуваме овие показатели. Доколку смеам да кажем, а не е пропаганда за Народна банка на Македонија, 4 пати годишно се одржуваат средби на така наречен клуб на истражувачи. Значи, сега беше за Свети Никола, па ќе биде во март, па во јуни, па во септември. Тука се разгледуваат сите проекции, тоа е одлична една активност. Јас и со моите студенти, а и со голем дел од практичари учествуваме. Вообичаено е таму да се презентираат овие показатели за пошироката јавност. И мене ми е многу жал што не се проширени овие показатели. Народната банка на Македонија, не ја фалам да не се вообразат, меѓутоа јас учествувам во тие клубови на истражувачи со своји анализи и проекции. Учествуваат повеќе колешки колеги, помлади, таму се доделува награда и за најдобар млад истражувач во областта на економијата, не само на монетарната економија. Мислам дека овие се реални. И мислам дека на база и на искуството во соочување и надминување, ако сакате еквилибрирање во услови на криза која што беше надмината, според оценките беше кај нас повеќе од внатрешни сегменти, меѓутоа индуцирана беше од надвор, поголем или полно процент ќе оставиме на другија аналитичи. Јас го имам тоа кажано уште 2012 или 2013 година. Мислам дека принципот на континуитет кој што беше спомнат од колешката Алексовска треба да продолжи и понатаму. Мерките се долгорочни, не се краткорочни за половина година или за 9 месеци или за така натаму. Досегашните мерки вродуваат со плод како на зголемување на бруто домашниот производ, каде што имаме зголемување во однос на останатите земји во регионот. Дури и да не ја спомнувам и јужната од нас соседна земја, која што бележи
Да. намалување, туку и негативен економски раст. Ние живееме, работиме, остваруваме како држава и како поединци сегменти, сакате министерства или сакате мезоекономика, која сакам да ја кажем 14 или 17 според поделби, секој со своите отворени прашања. Битно е водењето на целокупната активност да вродува со плод. Самите кажавте, и тоа е факт, и од меѓународните институции, организации, финансиски, монетарни и така натаму, е оценето, претходно спомнав Фич, нивото на оценка на рейтингот на Македонија, дека ќе се зголемува. На база на оваа година 2,7 во однос на минатата година, на верижните индекси што ги спомнав претходно, или синџиристи, како е македонски веќе, до година ќе биде над 3% и тоа се оценува квартално. Ќе го оцениме на клубот на истражувачите на база на анализите на секторот за анализи кои што мораме да кажем извореден во Народна банка, анализи, статистика и проекции. Па потоа ќе го оцениме, тие го донесуваат монетарната власт на база на усогласувањето со мерките и активностите на владата, бидејќи иако е независна Народната банка, меѓутоа мора да содействува со останатите активности и така натаму и така натаму. Суштината е значи принципот на континуитет и во оваа област, базирано на економскиот раст. Нивото на монетарните текови или монетарната маса во оптак, да не оптеретувам сега гледачите, како се креира таа, е базирано пред се на порастот на бруто домашниот производ за наредната година и за наредните години. Македонија го има тоа веќе неколку години или повеќе години на назад. Треба да се продолжи. Иако имаме криза, колку вакви оваа двегодишна криза влие врз индивидуалниот бизнисмен околу неговите планови, околу неговите инвестицијски планови и дали остана воздржани во инвестирањето? Да, ќе го употребам изразот од колегата Јојски. Еквилибрираат, бидејќи има само заостанување во динамиката. Ова политичка или политичко благо економска криза, која што е базирана значи, на реалните показатели и релативните показатели. Само мислам дека доколку се стабилизира, а ценам дека ќе се стабилизира до крајот на овој месец, зорам економски, не политички да се разбереме, ќе придонесе кон заживување на позиционирањето, односно зголемувањето на стапката на странските вложувања, исто и на домашните. Во услови на ризици, кои што беа претходно спомнати, секој се воздржува. Да. Од вложување, нели, цена на едно лишување во однос на ризиците и вредност на очекуваната надеж. Но очекувам дека ова ќе се заврши до крај на месец и дека ќе можеме понатаму да сметаме и би сакал доколку има понатаму можност повторно во истиот состав или во поширок состав секако да. Професор Јовевски, колку работодавачите знаат да препознаат квалификуван работник и да го задржат во нивната компанија? Имате ли такво истражување? Ме прашувате сега едно многу наистина интересно прашање. Треба да внимавам да некој ми се налоти, веројатно, меѓутоа можеби дипломатски би било да кажеме и да и не. Веројатно некои имаат, но некои немаат. Станува збор за препознавање на, или би рекол, една визија за тоа како ќе се развива компанијата. Компанијскиот развој подразбира не само пронаоѓање на нови пазари, намалување на одредени трошоци или подобрување на перформанси на производ, ако е производство и слично, и пратење на светските текови трендови и пазарите, туку е и вложување во вработениот. И тоа во голем сегмент. Доколку работодавачот тоа го нема препознаено, чинам дека во Македонија многумина го немаат тоа препознаено, тогаш навистина имаме една ситуација каква што многу пати негативно ја гледаме на терен, во пракса. Би рекол дека на ова прашање, на ова поле, би требало сите заеднички да работиме и во насока на едуцирање на самите работодавачи, подигнување на нивната свест. Тоа е најтешко нешто да се направи, да се подигне свеста. Знаете, всушност, овој не е нешто ново. Ја многу пати на моите предавања и излагања го цитирам и Нобеловецот Кейнс, кој што во една прилика има и кажано дека развојот на трудот и на работниот однос и економските параметри подразбираат и вложување и во самиот работник. На краток рок тоа не се гледа, но вели Кейнс, на долг рок тоа е очигледно и многу добро видливо. Всушност потребно ни е едно инвестирање
кај вработените. Оние работодавачи кои што тоа го препознаа, кои што тоа го имаат како своја визија, како свој став и личен, нели? И се однесуваат и поинаку кон вработените, и поинаку го водат самиот бизнис, самата работа, и поинакви се нивните, да кажам, инпути во општеството, многу подлабоки, многу посилни. Самиот феномен поврзан со вложување на работници, морам да кажам дека е поврзан и со состојбата, или беше поврзан во минатото, особено со состојбата на пазарот на трудот. Во услови кога имавме огромен дисбаланс, претходно испоменат во изминатите години и до 38% доаѓаше проценти сушност на невработеноста, таа комоција на работодавачите која што одеше во насока секој работник е променлив и полесно ми е ја некого да го сменам отколку да вложам, да инвестирам во него, чинам дека веќе се напушта полека, а во иднина уште повеќе ќе се напушта и ние треба сите да помогнеме во тој дел. И секако и владата, и агенцијата, и науката, но и треба да се вложува во тој процес. Тоа знаење, тоа спознание не доаѓа туку така, туку потребно е тоа да го сватат самите компании, самите менаџери, самите собственици на бизниси. Лексовска, просечната нето плата е нешто повеќе од 22.000 денари според податоците на Државниот завод за статистика. Граѓаните ќе ги интересира кои се најплатени професии, кои се најниски. Во однос на професиите, ние не водиме генерална статистика, нели кои се најмногу платени, а кои се пониско платени професии, но би можела да кажам дека повторно ќе се вратиме на IT секторот и на овие струки, би рекла дека без разлика дали се со средно или со високо образование, сепак луѓето кои што работат во овие струки или на работни места во дејности каде што им се потребни вакви работници се секако најмногу платени. Повисоките работни раководни менаџерски позиции нормално се повисоко платени, а оние пониските со основно или со средно образование земаат помала плата, но тука јас би се задржала на фактот дека навистина е позитивно што имаме утврден износ на минимална плата, како што кажа и професорот, согласно закон, бидејќи овие повисоките износи на плати кои што луѓето ги добиваат заради поголеми компетенции, подобро образование и слично, нели некако ќе се изменаџираат и ќе се достигнат, но сепак она најниската минималната плата добро е да биде загарантирана за овие работници со пониско образование, бидејќи таа не сме да иде под законскиот основ, а знаеме дека порано навистина беше ниска, како што споменавте, дури 4.000 динари, мислам, за цел месец еден работник кој што работи полно работно време. Таа, кога се донесе законот, беше 8.050 динари, чинам сега е некаде 10.080 и со тенденција нормално да се зголеми во програмата реално, базирана на реални економски параметри и индекси, се планира да се достигне до 14.000 динари. И исто така се покачи нели платата и во дејноста за производство на текстил, во кожарската индустрија. Дозволите само да ви се надоврзам на многу важно ви поентирал важен момент. Многу пати се вели дека и тој износ нели не можеби не може да одговори на потребите реални на граѓаните и така слично. Не е доволен нормално. Меѓутоа секогаш треба да се има во предвид дека таа минимална плата е со закон загарантирана. Тоа не значи дека треба да биде таа. Дека мора да тоа биде е исплатена, основата така. или основната плата. Внимавајте, имаме минимална плата, треба да правиме разлика и основна плата. Значи тоа не е основна плата на која што понатаму ќе треба да се, не знам, секоја компанија раководи и да почнува да ги планира платите и да ги надоградува по висина со оглед на квалификациите. Напротив, имаме ситуација каде што дури и со колективните договори на нас и денес не ни е забрането во рамките на преговарањето да си определиме повисока минимална плата од таа што е во законот. Самата компанија, значи газата, работодавачот со синдикатот може да договори дека во таа и таа компанија минималната плата изнесува 15.000 денари. Ние тоа го немаме во пракса за жал. Значи тука треба да се работи и тоа како еден проблем во минатото беше детектиран. Тоа е добро што се детектираше и што се донесе еден минимален пакет срочен во еден закон кој што вели
да, минимална плата ќе има, бидејќи не се договаравте со во рамките на социјалниот диалог, тогаш ќе определиме минималната плата. И тогаш минималната плата сега се гледа нели да одговара и на работодавачите, да не значи нешто поголемо, да бидат они одржливи, конкурентни, Да бидат сепак да опталите. биде нешто и некој износ кој што е сепак за вработените да не биде премногу потценувачки и така натаму, така да се бара еден баланс во законот. Меѓутоа надвор од законот на пазарот на трудот во рамките на социјалниот диалог апсолутно има слобода да се определува многу повисок износ доколку има добра волја за тоа. Професор, имаме ли простор за зголемување на минималната плата? Па и бруто платата и нето платата. Да. Иако во проекции е ставено, не знам, 30.000 денари, мислам дека беше ставено. Јас Не, тоа е нереално. да, Реалната ќе достигне 14.000. за таа тема и пред нова година исто имав едно искажување. Едно е пресметана плата, а друго е исплатена плата. Значи, лесно е да се пресмете. По професија сум и сметковител, меѓу други треба професор по сметковост и ревизија меѓу макроекономските анализи. Ние можеме сметковителите да пресметаме колку сакате. Верувате. Меѓутоа, ево си запишав формули, ама нема да ја кажам целите, само 3 поеми: економичност, продуктивност и рентабилност или профитабилност. Економичноста е сите трошоци, значи плати, амортизација, што спомнав претходно кај електроенергетски објекти, трошоци за услуги од други материјалните трошоци, енергија, суровини и така натаму, и законски договорни обврски по старо да ја кажем, во однос на приходот. Продуктивноста е само платите, и тоа бруто платите се мисли, во однос на вкупниот приход. А профитабилност или рентабилност е профитот, значи сите трошоци, вкупниот приход минус вкупните трошоци во однос на приходот. Тука треба да ја бараме. Продуктивноста, односно рентабилност или економичност, ако сакате, во секоја гранка или мезоекономија е различна. Не можеме да се занесуваме дека ќе направиме линеарно или, како да кажем, научно-фантастично зголемување на платите, кога знаеме колко е нивото, не само кај нас, и пошироко нивото на профитабилност, односно кога ги споредиме трошоците со приходите, во однос на приходите. Тука е реалност или нереалност. Умерен, што го спомна колегата Кейнс, јас имам друг гуру, да кажеме така, кој што имав можности да учам, тоа е Фридман, кој ще застапува стапката на економски раст, базирана и со монетарните движења на 2 до 3%. И ценам дека, оно што го кажа колешката Алексовска, од 12.000 или колку е, до 14 е реално зголемување. Да, тоа го повликува понатака, извинете, и прашањето за пораст исплати на пензиите. Секако. Вчера не бев во нашата држава, бев во соседната. Нивниот премиер зборуваше во не ТВ дуел, туку така лежерна како ова емисија, меѓутоа строго стручно лимитирана, околу слични можности, да. Да не именувам, да не рекламирам сега. Професор, што малку да се задржиме на работничките права, дали македонските работници се охрабрија и повредата на нивните права на работното место ги бараат на суд? Сите овие процеси кои што се случуваат на пазарот на трудот, вработувањата, зголемувањето на минималната плата, динамиката која што се појавува, чинам дека ја охрабрува во одредена смисла, делува охрабрувачки позитивно и кај работниците, и да се охрабрат да ги побараат своите права доколку не им ги даваат работодавачите, но од друга страна и да побараат една поинаква заштита, а тоа е и пред инспекцијските органи, институции во државата, но и пред судските органи, така да прашањето околу судската заштита никогаш не било ставано во под знак прашање. Ние како нација прилично интензивно одиме по судовите, веројатно. Меѓутоа, моментот е подлабок, а тоа е кога ќе одиме ние, кога ќе го побараме нашето право да го заштитиме, во која фаза, дали кога ќе дојде крајот на улицата, односно кога ќе добиеме отказ, па потоа излегуваат на површина одредени недостатоци кои што може постоеле, а
не биле алармирани претходно, или тоа ќе го направиме во една порана фаза. Многу е важно да се има еден отворен пристап и ке работниците, ке работодавачите за одредени проблеми или несогласување или неостварување одредени права да можат тоа да го дискутираат, да го разговараат. Секако во одредени ситуации тоа нема да биде можно заради комплексот на личноста на субјектите, нели, кои што се спротивставени во крајна линија. Меѓутоа, како и да е, судските инстанции треба да се, и мислам се, особено во делот на работните односи, се на висината на својата задача и одговорност да како и да седат, право да судат. Понекогаш, ја тоа многу пати го слушам и од самите работници, значи и нивните барања понекогаш се нереални наспроти работодавачот, така да треба да се има во предвид една умереност, една добра волја и една заедничка цел, а тоа е продуктивност на компанијата, која што ќе носи поголем профит, наспроти ова што го кажува и профитабилноста, нели, колегата, и која што ќе овозможи одржување на тие работни места и зголемување на плати, а дури, нели, нови вработувања. Алексовска, во очекување сте на официализирање на планот за годинава, на кој начин ќе ја намалувате на невработеноста 2017 година и која е стапката која што ќе заврши годината? Во однос на мерките и услугите кои што треба да се реализира за наредната 2017 година би говорела, а додека пак во однос на стапката за невработеност, тоа го пресметува нели Државниот завод за статистика врз основа на меѓународни квалификации и пресметки, стандарди. Така, таргет, до каде би, како би завршила годината? Во програмата реално се зацртани точните проекции, кои што нели невработеноста треба да падне до 18% до крајот на наредниот мандат на новата влада, така во наредните 4 години, каде што всушност се ветени нови 70.000 работни места, но ценам дека ќе се отворат многу повеќе. И сите овие мерки и програми кои што треба да ги реализираме во 2017 година исто така детално се опфатени во оваа програма, каде што можат и самите лица кои што се заинтересирани да ги прочитаат. Воеднок имаме продолжување на сите оние успешни мерки, политики и услуги кои што досега сме ги спроведувале, како што е мерката само вработување со грант, преку кое што се отворија над 7.800 бизнеси од различни невработени лица, а при тоа се вработија и додатно нели нови лица кај овие млади отворени бизниси. Износите ќе бидат зголемени кај одредени бенефиции и мерки, се социјално или материјално повеќе да ги подкрепиме невработените лица и работодавачите. Ќе продолжи мерката субвенционирано вработување, ќе продолжат финансиските поддршки за отварање на нови работни места преку финансирање за едно работно место кај правните лица, макро и мали компании. Потоа ќе продолжи мерката практиканство, преку кое што токму младите невработени лица, како што спомна професорот, пред да бидат конкурентни на пазарот на трудот, имаат можност во рамките на оваа мерка да добијат пракса која што досега ја немале, да се запознаат со работните процеси, при тоа истата пракса да се впишат во своето CV и работодавачот, иако нема обврска, ги задржи кај себе на работа, доколку му се допадне некој, па преку останата друга наша мерка исто така да го вработи ова лице, па и дури во оваа мерка на 30% работодавачите ги задржуваат овие млади лица кај себе на пракса, оние кои што нормално се покажале како успешни, ќе продолжат најразличните обуки за основни IT вештини, за напредни IT вештини, кога сме веќе нели доволно говоревме во емисијата на таа тема. Потоа за основно познавање на странски јазици, останатите обуки кои што будат потоа кон субвенционирано вработување, значи почнуваме со одредена обука на работно место во временски период од 4 месеци, па продолжуваме со субвенција за вработување на лицето, обврска за задржување на работа и при тоа нели се смета дека тоа ќе остане на работа, продолжуваме со мерката Македонија вработува 2. И значи тоа е една вака голема палета од над 27 мерки и услуги која што не би било доволно време за сите, можеме да ги објасниме. Понатака во некоја наредна прилика можеме и детално нели да ги опфатиме или поединечно во групи. Сепак добро е што се продолжува во позитивна насока, се носат мерки кои што се реално опипливи, достапни за невработените лица и за работодавачите, а од тоа има нормално бенефити самата држава со тоа што
луѓето нели се вработуваат, добиваат, си го решаваат екзистенционалното прашање, добиваат плата и се намалува стапката на невработеност. Како Жукаров, освен капиталните инвестиции кои што се најавени од владата, на кој друг начин или со што друго ќе се зголеми економскиот раст во земјава? Па ние при пресметките макроекономски ги третираме само директните странски инвестиции или гринфилд инвестициите. Ги пренебрегнуваме. Ева мислам дека не е кажано многу пати до сега или ево ексклузивно да кажем, вложувањата во економската или моралната застареност на веќе инвестираните средства. Ако ние имаме пред 7 години, пример давам, странски инвестиции во слободните економски зони, 180, 220, не ме взимайте за збор колку милиони евра или долари, економската застареност, одржливиот развој, искористувањето, односно намалувањето на трошоците за енергенси, преоѓањето од еден енергенс на друг, врзано за веќе постојните вложувања, странски инвестиции кај нас, кои што не се ставаат во пресметките за директни странски инвестиции, ќе придонесат кон зголемувањето на постојните капацитети или постојните вложувања. Исто така, она што е многу битно и што ќе се надоградам и на 20 колеги, е вложувањата во ноу-хау. Не само во областта на информатичките технологии или во останатите дейности кои што беа спомнати. И исто така вложувањата во браунфилд инвестиции, односно рестартирањето или вложувањата на веќе постојни капацитети. Замрени, полузамрени или оние кои што се напуштени како идеи кои што постоеле и сега. И тоа таква мерка постои во програмата реално. Добро. Прашањето го одговарам директно. Така, да. Од економски аспект Така, мислам дека тука би биле заложените. Да. Професор, ќе завршиме со вас полека. Времето ни одминува. Кога се подготвував за оваа емисија, успеав да дојдам до една ваша анализа, каде што се забележале дека и во програмата за работење на председателот на државата Иванов има значајни проекти за отварање на нови работни места и за развој на економијата. Кажете нешто повеќе околу ова. Како шефот на државата влијае врз намалување на невработеноста и раст на економијата? Ја би кажал, секој влијае. Секој од нас. Секој од нас и во оваа просторија, во ова студио и секој кој што ќе излезе од овде и кој што е на улица, секој влијае. Секако дека шефот на државата имала своји одредени аспекти на влијание. Моментите на влијание се препознаваат во два клучни сегмента. Првиот е во делот на својството да интегрира. Значи, председателот на државата ја има и таа уставна задача да всушност го представува сите граѓани и да биде меѓу другото и лице на државата. Во однос на тој аспект, на вистина, без разлика што тој во делот на екзекутивата, значи на практичната примена може ги нема инструментите, нити правните, меѓутоа сепак во рамките на личните контакти, во рамките на самото застапување, лобирање и тоа како председателот на државата може да помогне во рамките на економскиот развој. Тоа што всушност на крај би било како еден вид можеби еве и поента на ова последно што ме прашавте, би кажал дека економијата и развојот на економијата бара тимска игра. Тука председателот со владата би требало да бидат тим и верувам дека се во пракса и тоа се гледаше до сега дека заеднички работат во насока на економскиот развој и намалување на невработеноста во Македонија. Меѓутоа кога зборуваме за тим, не треба да ги гледаме само институциите, туку треба да го гледаме и поширокото општество, да ги гледаме и партиите. Ако едно општество, една економија сама работи против себе во одредени аспекти, па дури тоа и да се оние каде што се шири, да речем, дезинформации, негативна кампања или слично, самиот систем не оди напред. Нас, како економија која што има одреден број на жители и капацитети ограничени, на вистина ни е нужно, потребно да сите работиме на заедничката идеја, а тоа е изградба на една стабилна, здрава економија, едно здраво општество, каде што граѓаните ќе бидат економски реализирани, каде што ќе имаат достоинствен живот и каде што ќе можат да бидат среќни и задоволни да живеат во оваа земја,
и би рекол духовно ослободени. Значи, духовната слобода навистина во многу аспекти може да биде поврзана со економските текови во државата, но на секогаш нужно да не бидам сватен погрешно, има тука многу да се зборува. Така да, еве, во тој аспект би го завршил ова мое одговорот на ова прашање и мислам дека време е да сите заедно тимски во држава да работиме без за разлика нели кој со какви идеи во моментов е и дали е во позиција да ги реализира или е во опозиција, значи без разлика како и да е, сите сме дел од истата игра и би требало да бидеме дел од истиот тим, а тоа е Македонија. Ви благодарам за гостувањето, час и половина речиси помина, почитувани. Вас ви благодарам за вниманието, останете на истата фреквенција, следува нов информативен влог на телевизија Нова. Пријатно.